колега Фадил Зендели. Актуелната власт не знае, но и не може да се справи со економската криза, високите цени на храната и енергенсите кои постојано растат, а стандардот на граѓаните опаѓа. Дека земјава лошо се справува со се, укажуваат и од Меѓународниот монетарен фонд, но и Светската банка, која во последниот извештај за Македонија се вели дека инфлацијата се забрзува од една страна заради растот на цените на храната и енергијата, но и поради притисокот на двоцифрениот пост на минималната плата. Инфлацијата галопирачки расте нагоре и достигна 10,5 највисоко ниво во последниве години од 1994 година. Граѓаните одамна не памтат двоцифрени стапки на пораст на трошоците на живот, па загриженоста очекувано драстично се зголеми. Владата и Централната банка мора координирано да действуваат преку мерки за да го стабилизираат колку толку поскапувањето на производите и падот на животниот стандард. Моменталните мерки не се доволни. Граѓаните се жалат дека паричникот побрзо го празнат од порано, бидејќи секој ден забележуваат нови цени на производите и услугите. Цените на основните продукти продолжија да растат и покрај мерките за ограничување на маржите на трговците и 0% ДДВ. Истото се случи и со горивата. Македонската економија во последните 2 години ја живее најтешката криза досега, а сега се најавува и затегање на монетарната политика и поскапување на кредитите. Во услови на скапи енергенси, ова значи дека состојбата ќе биде уште положа. Се зголеми и основната камата за 1,75% на каматите. Ова е втора реакција за непол месец. Граѓаните да си ги проверат кредитите дали се со фиксна или варијабилна камата. Ќе се зголемат каматните стапки и на кредитните картички и дозволениот минус. Дека се живее лошо и граѓаните едва и крпат крај со крај, покажа и статистиката. Над 450.000 граѓани се под прагот на сиромаштија. Оваа влада е нетранспарентна и корумпирана и се служи со лажни информации и податоци. Затоа економијата е на дното. Избори се решение. Ви благодарам.